Очигледно е дека доста тешко ќе помине договорот од Преспа во собранието. Веројатно и затоа во јавноста се појавија повеќе теории кои ќе го олеснат процесот. Апропо ова се појави теорија дека пратениците може да гласаат во темница, со што би се заштитила нивната приватност. По се изгледа дека оваа можност не е така луда како што делува. Facebook експертите едногласни. Теоријата делува шашаво, но може да функционира. А очигледно е дека и пратениците се спремни да ја спроведат идејата во пракса. Значи, се за народ. Еве, 3 дена вежбам да погодам тие дугмината по темница. Значи, од собрание тренер ни најдоа личен за мотивација, за ориентација. Да не мотивира, да ни поможи, не билда со самодоверба, ни вика, ајде, гласа исто како за патни ветрошоци, да ти се зголема. Значи, вежбаме, значи, се за народ, се. До сега низ оваа обука помина околу 60 пратеници, што се уште не е доволно. Но се очекува бројот на обучени за гласање во темница, да се зголеми во наредните денови. До тогаш народот ќе продолжи да живее во темница.